Изборниот ден се одвива главно во демократска атмосфера без поголеми нерегуларности. Од МВР тврдат дека досега се забележани два одделни изборни инциденти во Кичево и еден во Тетово. Дополнително жена од Радовишко село излегла на гласање и покрај тоа што имала решение за самоизолација, а и во Кочани се забележани два изборни инциденти. Првиот го регистрирале полициски службеници кои презеле мерки против едно лице, кое се однесувало агресивно, а вториот бил регистриран околу 11 часот, кога маж и кажал на својата сопруга за кого да гласа, а откако бил предупреден од страна на избирачкиот одбор, јавно кажал за кого гласал и не го свиткал уредно избирачкото ливче. Во Кичево имаме едно приведено лице, гласач, затоа што го искинал гласачкото ливче откако го искористил гласачкото право. По насоки на јавен обвинител против ово лице ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Во Кичевско исто така имаме и пријава за фотографирање на гласачко ливче. Работиме уште на расчистување на овој случај и се разбира против сторителот ќе имаме соодветна пријава. Во Тетово пак имаме случај каде што граѓанка на Тетово се обидела да го искористи гласачкото право без да приложи документ за идентификација. Нерегуларности констатира јавното обвинителство кое постапува за случувањето од вчера, кога во јавност имаше аларми преку социјалните мрежи и дел од порталите за случаи на обиди за подкуп, притисоци и агитации. Основното јавно обвинителство Кочани синоќа примило кривична пријава против две лица за кривичните дела спречување на избори и гласање и подкуп при избори и гласање, зашто јавниот обвинител веднаш издал наредба до полицијата во Кочани за да се извршат проверки по наводите во пријавата. До комисијата на обвинителството во текот на вчерашниот ден пристигнала и една пријава од невладина организација за притисоци и закани упатени кон наблюдувачи на изборите, искажани преку коментари на социјална мрежа. Не само вчера, до комисијата во обвинителството формирана за следење на нерегуларности на локалните избори имало пријави за сторени кривични дела и претходните денови по кои се постапува. На социјалните мрежи и денеска се споделуваат информации и видеа за наводни инциденти, злоупотреби и полициска бруталност, но засега од ова од надлежните нема потврда. Изминативе неколку дена преку бројни објави се предупредуваше дека во повеќе општини масовно се вршало подкуп за глас повеќе.